Песната Вучица, која што ми ја напиша Рома, ја напиша во еден вистински момент и сватив дека иако бил далеку од мене, будно прател некои случувања, пошто Рома прати се. И ме имал пишано, а верувам дека и многу други жени во меѓувреме се пронајдоа во песната Вучица и знам дека секаде каде и да ја пеам, жените најмногу ја сакат, а мажите се среќни, бидејќи жените задоволни ќе се вратат дома, чувствувајќи се како Вучица. Здраво, ова е подкастот на Сакам да кажам за секого по нешто, а наша денешна гостинка е Калиопи. Само Калиопи. Одлично, најдобро ме представи, да ти кажам, имаш време? Имам пред камера. Зарем е можно времилица? Можно е. Цел живот ми е поубаво да седнам на тастатура и да пишам. Знам, затоа и те прашав. Зашто се знаеме цел живот. Затоа и те прашав, иако се знаеме баш така, твој цел живот. И она што е највозбудливо е што да, сме имале доста пишани интервјуа, нели? Во поранешен вестни, еве сега на твојата, како да речам, независност како новинар, ама сега веќе припаѓаш веќе на редакција, сакам да кажам. Да. Сакам да ти кажам, милице, дека денес јас и ти ќе си кажеме се. Ќе си кажеме се. Прво за концертот ќе си кажеме се. Ајде. На 19 октомври, како е можно да си прв пат во Борис Трајковски? Можно е, затоа што никогаш не сум била од оние изведувачи уметници кои што имале претензии да покажуваат грандиозност низ начинот на големината на салата во која што пеам. И сум сметала дека да се случи такво нешто мора да има некој голем повод. И ете си дочекав таков голем повод. 40 години од соработка со Рома, кој што исто го знаеш од малички нозе и знаеш каква беше нашата. Ти си уствари еден од оние најприсутни сведоци на се она што сме го работеле. И јас и Рома имаме така навика да те викаме наше дете. Фала ви. Се памтам. Да, Се памтам. Ќе бидеш во карантин неколку дена пред концертот, значи карантин, тоа така се нарекува, но не е тоа класичен карантин. Сега јас нема да имам допирни точки со никој жив околу мене, напротив, но се ќе биде едноставно посложено така да имам контакт само со оние луѓе кои што сработуваме стриктно врзано за самиот концерт и нормално фокус на одмор, треба енергија, треба ќе имам доста обврски и работа околу концертот, веќе ги имам оваа недела, например, еве, имам секојдневно интервјуа, затоа што моите драги пријатели и медиумите секогаш биле со мене и со она што го работам и тоа мора да се испочитува. Дури планираме, мислам, некаква заедничка средба во Борис Трајковски пред концертно, но тоа прагма продукција ќе каже секако. Но она што е најважно е фокус во кој смисол да ги искористам моментите, да се одморам, да се релаксирам, да мислам, да размислувам на песните, на концертот, на тоа како тоа таму се ќе изгледа. Мора да биде магично. Мене од секогаш ме интересирало што мислите кога пеете. Например, кога ја пееш не ми го земај времето. Какви слики ти се вртат низ главата? Дали се тоа некои спомени? Дали мислиш на публиката? На публиката. Не ми го земе времето, затоа што таа е толку се присутна кога ја пеам во живо. Некој пат дури се појаки од мене, посилни се од мене во пеењето. И тоа има една таква магичност. Некако тука си дозволам да бидам малку и дете, да се разиграм на сцена, затоа што таа публиката ми го дозволува. Ќе биде гостен Женко, Така. ќе ги откриеш на сите гости. Ќе имаш Како не? плюс музичари, така... Ќе имам 15 музичари на сцена и мојот основен состав, значи, кој што ќе биде дозбогатен на мојот бенд и ќе имаме и водачи, ќе имаме и тувачи. Значи, тоа се прекрасни луѓе избрани пред се од онаа човечка страна, кој што едноставно ни сите овие години дали некаков свој печат во однос на тоа креирање на музика, дали во студио, дали на сцена. Мислам дека
ќе оставам публиката да ужива, а што се однесува до гостите, знам дека не го да одговори прашањето. Освен Жеко Самарџич, со кој што треба да ја испееме најголемата наша песна моментално и хит регионален, тоа е песна. Жеко Самарџич и сладкаристика мојот Марко кој верува и ете со неговото присуство исто ќе ја дозбогати таа ноќ, ќе испееме казна, ќе има изненадување исто и сега човекот кој што не сме да не биде тука и кој што е за мене најважен таа ноќ, тоа е Ромео. Ромео ќе се каже на сцената? Ќе видиме. Од кога не си запеала со Ромео да запееш? Па, знаеш како, ние кога доаѓа на неговите приватни посети, седнува на клавир кај мене дома, си запеуваме многу често, не дека не. Она што е многу важно е тоа дека Роме има многу интересен глас, многу од секогаш сум го сакала начинот како тој пее, ама никогаш не се експонирал. Има неколку излети низ кариерата, дури ми вели во една песна дуетска "Остани во мене", бидејќи јас го пеам вториот глас, тој ми ка ми пееш братички вокал. И така што важно е неговото присуство. Мислам дека не е битно дали он ќе запее, не верувам дека ќе запее, може да засвири на неговата гитара, како и секогаш што го правил на нашите концерти. Но мислам дека Рома е толку се присутен на тој концерт, бидејќи половина од опусот, ако не и повеќе, кој што ќе биде изведен таа вечер, тоа се негови песни. Имаме како недостигна хитови во последно време, како да е падната нашата музичка индустрија, или не ги знаеме, или нема каде да се промовираат. Како ти го гледаш тоа? Односно тоа дека ти имаш евергрини веќе? Правењето на песни е пред се, да кажам, состојба на инспирација, на креативност, храброст, значи доколку нешто веруваш, дека тоа е тоа вистинското, да се бориш за тоа нешто. И сега нормално, ова се други времиња од она кога ние почнувавме, мада еве јас уште ден денеска сум присутна и работам. Значи, морам да признам дека за да функционираат нештата на музичката сцена, пред се мора да функционираат нештата воопшто општествено кај нас, во секој сегмент во општеството, од социјални, културелни и секој вид на аспект од тоа некое движење. Тој мотор мора да работи усогласен со времето и со она што се случувањето како надвор, така и кај нас. Мислам дека малку побегнавме ние од нашето, од суштинското и почнавме некако да копираме работи кои што не се согласни ниту со нашето подневје, ниту со нашето време, ниту со нашиот менталитет. Но не можам да кажам зошто е точно тоа така. Постоje тука многу. Тоа е фактори кои што влијаат на сето тоа е една сложена приказна. Си велам сумав сега, ако дозволеа, например, повеќе простор, си велам, окей, фалат музички емисии на телевизија. Секако, иако сме, ќе речат, еве сега од мојот менеджмент живееме во дигитално време каде што социјалните мрежи се многу активни, тамо се пласира се и се што, ама можеби заради тоа некако мислам дека оние кои што се екстремно квалитетни па си малку попасивни. А не треба да бидат. А ти си активна во социјалните мрежи? Затоа што сум храбра. И сама ги менаџираш? И затоа што држам. Сама ги работиш мрежите, немаш админ? Имам тим на млади луѓе кои што го работат тоа и секако сакам да сум во тек со се, сакам се да научам, да дознам како таа функционира. Имаме луѓе кои што го работат сето тоа, дигиталните платформи, социјални мрежи од TikTok, Instagram, Facebook. Секако јас немам доволно време да сум таму присутна секогаш, ама некогаш влегувам, само ме интересира што се случува, пак излегувам и го препуштам тоа на другите да го работат, но функционира совршено бидејќи сме во некаков текст со времето во кое што живееме и во име на таа моја музика и уметност
се адаптираме на ова ново време. Не памтиш ли твојата прва насловна страница, кога сме видели дигиталните во печатен магазин? Да. И кога И за тоа прв не пат си се достига. почувствувала популарна? Тој момент ако можеш да се вратиш. Па, знаеш што, јас не го третирам чувството на популарност толку колку што го чувствувам на мене чувството на припадност. На припадност, која припадност? Припадност во една поголема маса на луѓе, народ, публика, фанови, како го да ги наречеме, кога чувствувам дека музиката моја, моите песни или се мое што ме обкружува е некаква убава слика за некого. Значи представувам некаков пример за нешто добро. Популарноста можеш да ја стекнеш преку ноќ, да ја изгубиш преку ноќ. Популарноста денес си, утре можда не си, пак за известно време стануваш. Мислам, тоа е помалку важно. За мене било повеќе важно да се бавам со она што се нарекува квалитетно обстојување на сцената, што и ми успева. И со голем дел заслуга од сето тоа е мојот тим на луѓе кои што работи со мене и секако присуството на Рома. Така, а првата насловна, не памтиш ли? Прва насловна, мислам дека беше во екран, не сум сигурна. Дали тоа беше, ама не ми текнува со гитарата розева, насловната, дали беше таја или беше со периката, има една перика Латина Тарнер, ми текнува, ја донесовме од права коса од Швајцарија, татко му на Ромеа ми ја поклони. Не се сеќавам која е точно првата насловна, можеби беше со групата Калиопи, сите четворица заедно. Или Наш свет, не ми текнува. Наш свет, ете така. Тоа е нешто што еве го имам. Јас сега зборував за група Калиопи од почетокот, а ти ме врати сега скроз назад. Да, тоа време, од Златно Славече, тоа што... Од Златно Славече, драга моја милице, што сеќавам на Чичко Марко, новинарко, кој дојде до Кичева да ме интервјуира, легенда на новинарството македонско и она што посебно ми остави впечаток е моето влегување во македонската радиотелевизија во Нерез уште кога беше телевизијата, ти не се сеќаваш, уште не беше ни роден, или не беше. Повеќе поприказни. Кога ме однесува, сеќавам од Кичево ме зеде најдобриот другар на таткови, Чичко Спира. Мајка ми соши една специјално халинче да си го облечам за таа пригода. Ја ја снимав во студијата на тогашната македонска телевизија, тоа е Скопје, телевизија, радиотелевизија Скопје. Песничката мојата учителка, моето прво доживување, влез во студио, снимање и мојот прв хонорар кој што го имав добиен во Што го потроши, дали се сеќаваш? на поклончиња за сите мои најблиски. Браво. Не купив за себе ништо и воопшто не ми беше крива за тоа. Бев многу среќна. Ми кажа во една пишана изјава како си го запознала во знам дека свежо се сеќаваш. Сакам тоа да ми го раскажеш уште еднаш. Па беше тоа една средба во нашето мало. Ние живеевме многу близко. Карпеш 4, Карпеш 3, беше тој, јас бев во Карпеш 4 и само спортскиот центар Партизан, ако ти текнува не делеше, оттаму ни беше патеката за одење. Да речам вака, беше тоа една седенка, едно друштво кое што ние се запознавме и јас видов само дека тој носи некаков текст во рака, твој ус неко крв. Тој беше активен во тоа време, пишуваше доста стихови за песни за популарни југословенски звезди и пишуваше музика. И во тоа време тоа беше едноставно препознавање, ми привлече внимание неговото име под текстот Рома Грил. Јас ќе го прашав, извини, ова ти е име или псевдоним? Се насмеа, рече, тоа ми е име. Тоа беше првиот Ромео, освен ој на Шекспир, кој што го запознав во животот. И интересна средба, зборувавме многу, он ме распрашуваше што сакаш, свати дека студирам, уствари тогаш бев во средно музичко училиште, дека сум на сексоло пење и дека многу сакам да вплувам во поп-рок-водите. И само ми постави прашање, ти сакаш да бидеш звезда? Да. И
Рома рече, јас го приметив тоа лудило позитивно во твојата желба, во твоите очи и така тој реши да ја направиме групата Калиопи. Во тоа време имавме навистина многу настапи на фестивали пред се, затоа што тоа беше најдобрата платформа во Југославија за себе презентирање. И од албумот Роđени па натаму веќе ги избегнувавме фестивалите и Се памтам на Сплитски фестивал. кога? 86-та е тоа е пред Роđени. Тоа е пред Роđени, ама тоа е со Да море зна, така Да беше? море зна, така е. Со едно репче. Да, речи, Една интересна многу бев смиска, слава. да. Во тој период бев многу слава. Сигурно било престиж Сплитски фестивал. Сплитски Не можеш фестивал секој не да само отиде. да влезеш, него беше едноставно неверојатно чувството. Ние пеевме во првата полуфинална ноќ, каде што пееше една Тереза Кесовја, сите можни најголеми југословенски звезди. И сеќавам Слободна Далмација следното утро објави Калиопи и група Калиопи и Тереза ушли sa подjedнaki број гласова у финал. И во финалето ја добивме дури и наградата за најдобар дебютант кој што Пепси Кола во тоа време ја спонзорираше. И на тој фестивал присуствува гостите од Гост концерт Москва и тогаш го добивме нашиот ангажман за голема турнија во Советскиот сојуз во тоа време преку концертна агенција Загреб. И потоа настанува Роđени. И точно таму на таа турнија во Мурманск се раѓа песната Бато, Роđени. Уствари Бато си ја завика народот. Како е да се работи сега со Рома, после 40 години? Како ствари изгледа еден ваш обичен ден во студио? Сега Зборе работата, последен околу песната. верувај ми дека сега е многу подобра да се работи со Рома, затоа што веројатно јас во меѓувреме си пораснав, а тој едноставно се чувствува покомотен во однос на тоа моје растење, некако се разбираме повеќе, подобро. Се почитуваме на некаков поинаков начин. Во меѓувреме тој будно ја следеше кога не работевме заедно мојата кариера, јас како автор, мои авторски албуми, создавање. Во една прилика ми кажа, јас сум твојот најголем фан, да знаеш, на твојата музика, што многу ми значи и годи кога го чув сето тоа, но секако вечна инспирација и се врати точно на време во мојот музички пат, бидејќи 2012 кога требаше да заминам за Баку, да ја представувам Македонија на Евровизија, се чувствував некако несигурна во своето авторство, затоа што имав чувство како да исфрлив се најсилно од себе, а ја немав таа песна за која што можам да кажам ова е тоа. И затоа и му се јавив и тој веднаш секако знаев дека тој ги има вистинските песни. Никогаш не те одбил за такво нешто. Не, Ало, никогаш. Рома, ми треба песна. Не, он само ме праша во тоа време што ќе ти е Евровизија на тебе. Што беше едно многу логично размислување и прашање после толку време кариера. Јас реков, не ми треба мене Евровизија и требам јас на Македонија на таа Евровизија. Такво и чувството ми беше до крајот на целото патешествие кое што го викаме Евросонг. Сега веќе немаме представни 2 години, би одела ли поред трет пат? Ако има добра причина, тоест причината си кога се наоѓам во песната, зошто да не? Да. Мислам дека од мојот тим не би се сложиле со мене, ама јас одговарам сега како уметник и како некој кој што си ја сака својата земја и секогаш сметам дека тоа е платформа каде што можам да ги отварам вратите, затоа што знам дека од таа Евровизија до денес имам еден огромен круг на фанови низ целиот свет и многу луѓе од нив се дојдени во нашата прекрасна земја, испровоцирани токму од тој мој настан. Имаш тим околу себе, имаш Лорета, ти е менаџерка, жена. Да. Значи, Сега имам уште еден менаџер во меѓувреме, кој што е за надворот Македонија и целиот свет, а тоа е Саша Ѓорѓевиќ. И Лорета е мојот најблизок соработник и менаџер кој што е најдолго време со мене и таа е повеќе од менаџер, таа е
мојот најдобар пријател и повеќе и можам да кажам подобно моја сестра по душа. Главната работа си ја доверила на жена, ти си жена Да. во условно речено, не знам дали можам да речам машка професија, не ја знам статистиката, ама повеќе мажи се бават во популарната музика. Да, ама во мојот тим има многу жени. Да. Претежно има жени, Дали да. се почувствувала некогаш инфериорна во овој условно речено машки свет сега? Не сум дозволила да ми наметна такво чувство, ниту секако не ми било никогаш лесно. Јас и понатаму тврдам дека на мажите во оваа наша професија ни е полесно во шоу бизнисот, бидејќи тие некако имам чувство полесен начин ги градат своите кариери и секако припадничките на понежниот пол како нивни обожавателки многу им е полесно да ги придобијат. Но кога сватив дека низ мојата кариера долгогодишна, која што често други луѓе прават паралели со она на Здравко Чолич, бидејќи во оние кои пред мене има почнат, тие постар од мене, но некако на ист начин сме активни, значи долго време траеме и попатно правиме стално нешто ново, ама еве ќе речам, кога ќе видам во мојата публика дека 60% од публиката се жени, тоа мене многу ми значи. Значи, сепак го привлекувам најдоброто и често имам така прилика да се нашалам со машкиот дел од публиката, што ја викам да натераа да дојдете, моравте и се смееме тука едно нешто нека колективно, да речам, се забавуваме на тие концерти често, но ме радува кога ги гледам и припадниците на машкиот пол во мојата публика, тоа ми е многу, многу драго. А те запознава и младата публика. Секако, секако. Неверојатно Неверојатно на е. социјалните мрежи. Да, имаме навистина публиката генерацијски е многу шарена, од оние најмладите до најстарите. Тоа е еден феномен. Затоа и го споменав Здравко Чолич, бидејќи и он го има истиот сличен. Да, во Сава центар имавте едно убаво видео кај што заигравте. Да, тоа беше отворањето на плавата сала во Сава центар, каде што тој имаше свој солистички концерт. И навистина бевме присутни, не знам кој не беше присутен од светот на шоу бизнисот, од светот на културата, од филм индустријата и така натаму. Но беше интересно што ете тоа човечко препознавање кое што ние го имаме со децении нанасад, избеги таму во Сава центар едноставно. Ке ти биде и семејството на концертот, предпоставувам. Некој од нив да, Некој од нив, да. некој од нив да. Нема да биде, кога зборуваме за семејството, прво ќе кажам, не сум уште сигурна дали мојата мајка ќе дојде да рече, не знам дали ќе можам да го издржам емотивно целиот тој настан. Но секако блискиот дел публиката и поради тоа што и татко ми го загубив скоро, и ти го загуби татко ти скоро, ети и тој нема да биде присутен, а ти знаеш дека Джаро секогаш сакаше да биде дел од се она што го работиме, уште од нашите почетоци. Не знам дали се сеќаваш една средба кај вас дома, кога беше и Здравко Чолич дојден, па не повика. Ти ме подсети пред малку, но не на тоа не се сеќавам. Спремав на албумот Роđeni. И Джаро го натера Рома да му презентира некои од песните од мојот албум. И сеќавам дека Здравко страшно му се допадна Кофер љубави и Знам да те волим, баладата. Ама Ромео не отстапи од тоа дека тие песни нема да се даваат и дека сепак јас ќе ги отпеам. Значи можел да ги пее Здравко? Он ги сакаше тие песни, да. Да. Затоа овој момент е, еве прв пат го кажувам ова. Многу ми значеше прво тоа што Ромео не отстапи од идејата, сигурно како автор би му било во тоа време многу повеќе ќе му значило да еден Здравко Чолич отпее негови песни отколку една девојка која што се уште е во потрага по себе и стварање на некаква Ама затоа толку време траете заедно. Па како тим. Тоа е привилегијата да си има пред седен таков карактер од човек, устоа нормално и как таков продуцент и композитор, текстописец.
Да, Рома е многу значај за мене. Во секој сегмент и на нашето, еве, приватно дружење, Рома како татко, Рома како пријател, успеавме да го задржиме тоа. Како изгледа тоа во пракса? Пријателство после разделба? Процес кој захтева пред се многу интелигенција и човечност. Значи да ги надминеме слабостите, да ги надминеме препреките, да си ги заборавиме некои нешта кои што сигурно не болеле. Сигурно и јас него сум нанела болка и тој и мене, но ние некако сме сватиле дека човечката љубов и она што најдлабоко не врзува, тоа е музиката, уметноста, не заслужуваат да такви нешта застанат пред нас. Процес од многу години, ама сме успеале, бидејќи потајно ние никогаш не сме престанале да се сакаме како луѓе. И тоа е видливо и затоа денеска тоа функционира на таков начин како што функционира. Тој до она домашно воспитување што го спомнавме пред малку пред да почнеме да снимаме. Па веројатно има врска. Башам за твоето растење во Кичево со една сестра, две сестри и еден брат. Една сестра и еден брат. Да, вие две сестри. Да, и еден брат. пардон, добро, Дали пардон, бевте јас подоминантни вие двете и дали претпоставам дека секогаш си знаела дека пееш? од секогаш. Не само, јас се извинувам да не набарам никаква билја, добре, окей. Како изгледало твоето растење во едно помало место во Кичево? Прекрасно нешто. Таков Како раста денешниве деца? вид на слобода, па ја мислам дека денешниве деца им е ускратено тоа чувство на слобода во смисол и социјализација, игра на улица. И многу се радувам кога денес ќе видам тинејџери кои што се дружат меѓу себе, се ствараат своји друштва. Тоа малку ме потсетува на нашето време и тоа ми влева надеж. Моето растење во Кичево е нешто што е пред се приказно обоена со многу прекрасен мирис на тоа време. Мирисот на багремот пред нашата куќа, огромен багрем. Токму на таа улица игравме. Дудинките од другата страна, кои што едва чекавме да созреат, да ги береме, па дури ги тресавме гранките за да паѓа доле на земја. И јадевме од земја бидејќи беше се чисто. Игрите на улица, одењето на школа, нашите шарпланинци, ги имавме голем број на шарпланинци во дворот. Одењето на 3 километри надвор од Кичево на нашата викендица, каде што со мајка ми ќе не оставаше тако, бидејќи заедно имавме распуст и го чекавме тој да заврши со неговата работа, па да заминеме некаде на друга дестинација на одмор. Но тоа детство е нешто што е веројатно и голема подкрепа и фундамент на се она што јас денеска сум. Бидејќи едно е воспитувањето, друго е карактерот и трето е растењето. Имавме поинаква можност за така нешто. Кичево е еден многу убав спомен за мене. Многу убав спомен. Си имала можност да живееш и надвор, да живееш во Швајцарија, Да. но ти реши да се вратиш во Македонија. Дали Апсолутно. некогаш ти се каеш за таа твоја одлука? Дали Никогаш. некогаш станувала за некоја, да речем, сега ја имаш таа кариера по Евровизија и пред тоа? За нешто повеќе? Па тоа повеќе е тука, Да. дома. Тоа повеќе, јас заради тоа дојдов по тоа повеќе, затоа што тоа повеќе е да бидам меѓу своите луѓе, таму каде што едноставно знам да бидам најмногу своја. И затоа и го направив тој чекор да 99-та година, кога по нашиот развод, 97-8 година, со Рома се разведуваме и влегуваме веднаш во студио и го работиме албумот Обојни. Ние, значи, уште тогаш сме направиле некој исчекор во тоа наше креативно место, да создадеме нешто со кое што јас се вратив. И сеќавам во тоа време вашиот сакан уредник, господинот Горан Михајловски, кога имаше една вечер на додела на награди на вечер, ја не ни знаев што сето тоа представува, бидејќи беше сето тоа ново, порано се биле наградите, едноставно се објава преку весникот вечер кој што ги доделува за лице на годината и така натаму, каде што јас бев
уште времето на почетоците со група Калиопи на Градувана. И одеднаш гледам голема манифестација во универзалната сала и тогаш првпат со него се видовме и знам дека требаше да бидам специјална гостинка, да настапам на таа вечер со мојот тогаш најголем хит Обои ме, нели? Тоа се случи се, но во еден момент сватив дека настанува некаква комешаница, само фатив дека некој не добил награда и демонстративно напуштил, дека има празнина во програмата, леле, што ќе правиме? Викам, ништо, ќе отпеам и другата песма, дај да пијам. И така се спаси тој момент да нема недостаток, значи публиката да не почувствува дека нешто не е во ред. И така мислам дека во тие моменти кога се вратив назад, јас всушност ја проучував моменталната состојба кај нас како социјално, културелно, на музичка сцена и ми беше многу мило кога луѓето ќе ме сретнаа на улица ќе ми речеа многу ти благодариме што ни го врати македонскиот јазик во модерната музика. Испровоцирани од текстовите кои што беа дел од албумот Обои ме на таа време. На новиот албум има песни што се веќе хитови, некои треба да станат хитови. Така е. Како викаше Балашевиќ, вие ги сакате старите песни, но овие нови некогаш ќе станат стари. Точно. Во кои песни најмногу веруваш од новиот албум? Дека се можеби некој продолжение на Обои ме или не ги гледаш така песните? Знаеш како, јас секогаш секое нешто ново кое што го создаваме си го третирам на начин дека тоа си има посебно место. Не кај мене, туку и кај публиката. Публиката е таа што им вдахнува живот со тоа што ги засакува песмите. Дали она што ние мислиме дека ќе стане хит, не мора да значи, некогаш публиката ни изненадува со тоа како некои песми кои нам многу ни се интимни и сметаме дека не се претенциозни хитови, ама тие со нивното сакање и слушање на тие песни сваќаме дека сме создале нешто и повеќе од хит. Со други зборови, evergreen. Никогаш не правиме тенденциозна музика, да би кокетирале со стилови, или за да би се допаднале некому, туку го правиме онава што ние пред се веруваме и го сакаме. И затоа веројатно и трајува се толку долго. Сакам за Славка нешто да ми кажеш, што е многу интересен дует и необичен. Да, многу. Многу мене не знаеа дека вие сте пријатели. Па да, ние си се да. Потајно постои една голема почитување и љубов помеѓу нас како луѓе, а и како уметници. Никогаш не сме се дружеле, но сме се разбирале. Бидејќи јас го разбирам светот на Славкар, Славкар го разбира мојот свет, иако тоа се два тотално диаметрално спротивни света. Но за да се случи еден дует, јас секогаш сум тврдела дека не е потребна фама, маркетинг или било какви други цели за да се постигне да нешто стане дел од, да кажеме, тој популарен опус. Напротив, потребно е соединување на две питија кои што исто како и со Жејко Самарџич, ние не пееме иста музика, ние имаме тотално различен начин на пеење и сето тоа да се состои во песма треба голема умешност на продуцентот, во овој случај Ромео, кој што направи супер комбинации, супер песни и не испроducира на тој начин да сето тоа звучи пикселно. Жејко ќе биде еден од гостите на концертот, што кажавме. Како го запозна Жејко? Со Жејко се знаеме, знаеш ли од кога се имаме запознаено со Жејко? 1984 година на изборот на песна за Евровизија југословенска, која што случуваше кај нас во Скопје во универзалната сала, и јас си пеев на Маја Джаклиевска пратечки вокали, песмата Нитки мој. И во тој момент, значи, имаше еден афтер парти во хотел Континентал, каде што секако беше присутен и мојот татко. Тато не ме пушташе никаде сама кога додека бев малолетна. И таму го запознав Жејко на тој фестивал, он ја
представуваше Босна и Херцеговина или Црна Гора, не можам да се сетам точно. И како и да е, од тогаш се знаеме и тоа пријателство трае до денес. Имаш ли вистински пријатели во денешно време на социјално? Кои што не се од естрадата, кои што не се од музиката? Да, имам. Тоа се луѓе кои што се како моја втора фамилија. Можам да кажам дека пријателите и што би рекол Масимо, мали круг велики луѓи, се огледало на тоа кои сме ние и колку сме успеале да какви луѓе сме воопшто. И од тие луѓе јас сваќам дека тоа е мојот, можеби најголем успех во животот. Да. За крај ќе те прашам, каква си кога не си на сцена? Сигурно луѓето ви, што правиш по дома? Што те прави среќна кога не работиш? Во суштина, јас не сум некоја менлива категорија која што сега на сцена вака, до по дома така. Не, јас сум истата таја, само што вамо сум малку поинаку облечена, во дома можам да бидам во пижама или во тренерка, порелаксирана во смисол, па и сега сум релаксирана додека го правиме ова интервју. Знаеш како, луѓето кои што добро ме знаат, а ме доживеале и на сцена, нели? Тоа е еден обратен процес. Овие кои што никогаш не ме доживеале по дома, а тешко на овие кои што ме доживеале по дома, а ме гледаат на концерт. Зошто тешко? Парадокс. Зошто тешко? Па затоа што за овие е понеспоиво тоа што го гледаат, отколку овие што мислам да ги повикам 5000 дома на кафе, ќе нема да им биде ништо поинаку, бидејќи тие ќе ја доживеат онаа иста енергија која што ја доживуваат на концерт. Која е твоја најдобра и најсилна особина? Лојалноста. А најлоша? Беше, сега си ја малце укротив, импулсивноста и импулсивните реакции. Од емоција реагирам некогаш побрзо пред мислата со емоцијата. Ама тоа го научив и фалам на Бога, еве во мојата рана младост успеав да се овладам неколку особини мои, да ги подобрам и да станам поквалитетен човек. Исусама за крај, ако напако му ја посвети месечина, има ли песна што зборува баш за тебе, баш за таа кривописа која што ми Има. Тоа е песната Вучица, која што ми ја напиша Рома, ја напиша во еден вистински момент и сватив дека иако бил далеку од мене, будно пратил некои случувања, пошто Рома прати се. И ме има опишано, а верувам дека и многу други жени во меѓувреме се пронајдаа во песната Вучица и знам дека секаде каде и да ја пеам, жените најмногу ја сакат, а мажите се среќни, бидејќи жените задоволни ќе се вратат дома, чувствувајќи се како вучици, како волчици. Направила нешто добро. Да, Многу па не, Многу добро. да, мислам дека тоа е песната која што ме опишува најдобро, а сигурно и за секогаш Роѓени бато е мојата лична карта и секако Црно и бело, кои се песни најсилни, затоа викам ја секогаш своите концерти ги завршувам со овие две песни. Дали е се на вистина Црно и бело? Некогаш така, во нашите 4 зида. Концертот ќе биде Црно или бело? Ќе биде уствари бело, најдобар. Да, само јас сега имам уште нешто пред крајите му. Слободно? Бидејќи ние денеска го избравме ова место, ова ми е во моето мало и јас тука ги доживам моите најсладки моменти. Јас не смеам, ама моите драги пријатели На режим си пред концертот? и на режим сум, а и не смеам ради гласниците да јадам ладно, но тие знаат и секогаш ми ги подготвуваат оние најобилени сладоледи. Мораш да го пробаш сладоледот со фстак. Дали ги пробавте сладоледот со фстак? Нели беше феноменално. И сигурна сум дека ќе те бендиса и те молам касни за мене, бидејќи јас не сум. Обавезно. То значи дека дали смеам да кажам за моите пријатели Неро Джелато, господине уредник? Смеам? Да, Неро Джелато е стварно навистина нешто
посебно и преферирам да сите пробаат вистински сладолед од, Обавезно. да кажам, длабоко уметнички скроени Ова раце. за мене. Ова е за тебе, ова е куцката позната со Коцки. прстак. Браво. Сакам увате исто сладко, ама. Сега да го пробам вака. Ајде пробај го. Како Адријана е лакше Леле, да го прави. а И да направам на јас крај. ти завидувам. Е, Е, ама вистина. нели е прекрасно нешто? И е, Кажи нешто да ја. па ќе ти кажам дека многу сладко изгледаш, додека јадеш. А колку е добро. ова. Нели? Вистина. Моравте ова да го пробате. Извини што ти И правам затоа, сега. види, јас после концерт сигурно следниот ден тука ќе бидам. А што после концертот, што тоа кажи ми? После Ќе правиш на концерт, 20 октомври. на 20 октомври ќе бидејќи доаѓа Руна со неговата сегашна сопруганкица, ќе имаме сигурно дружина, ќе се собереме цела екипа и ќе направиме една убава дружба заедно да ги прославиме сите овие изминати моменти кои што секако морам да ги спомнам. Прагма продукција, прекрасни се, извонредни. Долго време чекавме да дојде до оваа соработка, но се исплати бидејќи Мило. поводот е голем и предходните концерти ти беше во Охрид Охрид, бев. да, во Антички и во Хераклеја во Битола, два феноменални концерта, а јас верувам дека драги мои на 19 октомври вај чекам. И јас. Тоа е Нека ме дадат убави карти прагно. ќе ти дадат. Ти си нашата, како да речам, новинарско чудо кое што Чудо треба да си. се појави тамо, а и Фала застапуваш својата фамилија. Значи, мислам дека и преку тебе и Джара ќе биде така. Се надевам и јас. Да. Фала ти Опи многу. Не има нешто, Се гледаме на сонце. 19 на Се концерт. гледаме злато. Ви благодарам што гледате подкастот, за сега го по нешто, не сакам да кажам, ова е Калиопи. Сега не